Почитувани, ве покануваме да ја проследите оваа емисија која има повод, причина и порака. Емисијата е во областа на образованието. Ке се повикаме на една мудра мисла. Знаењето се учи преку студирање, мудроста преку наблюдување. Поводот за оваа емисија е Добредојдовте на промоцијата на 59-та генерација студенти кои дипломирале на факултетот за електротехника и информациски технологии. Почитувани дипломирани инженери и магистри. За мене како декан посебно е чест и задоволството да бидам тука пред вас, пред вашите родители и пријатели и сите заедно да ви отдадеме признание за на ваше големо постигнување, да ве промовираме на дипломирани инженери по електротехника и информациски технологии. причината се дипломите и нивното значење. Дипломата е за мене еден символ кој што укажува на 4 поминати години во завршување на ново образование, воедно и на тоа дека сега сум малку побогат со знаење. Секако работата и финансискиот просперитет е нешто кое што е многу важна работа и секако дека дипломата, се надевам дека овде ќе има добар допринос, но пред се најважниот аспект за дипломата е нејзината символична вредност. Образованието е клучот за отварање на светот, пасош за слободата. Образованието има свои светла и свои сенки. Наша желба е дипломираните студенти да се напојуваат со светлина и да ги снема сенките. За студирањето говорат младите дипломирани инженери од Факултетот за електротехника и информациски технологии. Да ги проследиме нивните приказни. Јас сум дипломиран електроинженер по електротехника и информациски технологии на насоката енергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија. Да се биде дипломиран инженер на Факултетот за електротехника и информациски технологии пред се представува големо задоволство, голема чест, затоа што станува збор за една институција која што многу години наназад и се уште го одржува високиот стандард, а со тоа го уважува и целото високо образование во нашата држава. Јас сум Ѓорги Димитровски, завршив на Факултетот за електротехника и информациски технологии на насоката електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија. Од искуство во 4 години студирање можам да кажам дека се здобив со практични и теоретски знаења од областите кои што се негуваат на оваа студиска насока на факултетот, како што е ефикасно и одржливо искористување на енергијата, автоматизација на енергетските процеси, искористување и експлоатација на обновливите извори на енергија, како и примена на електричните возила и паметните мрежи, кои што потоа навистина би нашле голема примена и се од клучна важност за многу научни и стручни области од овие споменати насоки кои што би се работело дали на научен, дали на индустријски план. Секако дипломата е навистина високо вреднувана и признаена во целиот свет, но можам да кажам дека тоа не треба да биде како пастош, како виза со која што ние треба да напуштиме нашата земја, туку напротив, големиот потенцијал кој што го има електроенергетиката, научната, стручната област, како и електроенергетскиот потенцијал кој што се уште може да се искористи нашата земја, како што кажав, од аспект на обновливите извори на енергија, од аспект на електричните возила, треба да бидат стремеж и поттик за нас да останеме тука да градиме нашата кариера, а со тоа да придонесуваме нашата земја да оди скалило напред кон технолошкиот тек, кон развојот, кон напредокот на глобалното општество. Исто така можам слободно да кажам дека учејќи, соработувајќи со поискусните, со повештите од овие области кои што ги споменав, кои што се негуваат на факултетот, кои што се навистина добра основа, не само што ние се стекнуваме со знаења, вештини од оваа област, туку се надградуваме и на професионален и на личен план, а со подадена рака од државата и со реализирање на планираното може освен за нас, да придонесеме државата да се искачи на скалило погоре, кое што ќе биде достојно за почит во светски рамки. Јас сум Марко Камиловски, дипломиран инженер на Факултетот за електротехника и информациски технологии, по модулот компјутерско, хардверско инженерство и електроника, накратко КХИ. Во овие 4 години на факултетот се стекнав со знаење со кое сметам и не само што сметам, уверен сум дека можам да се рамнам со
студентите и од други универзитети, бидејќи стварно овој факултет располага со многу добар кадар. Посебно би дал значење на професорите што се на мојот модул по Институтот по електроника, каде што има пристапност постојано за студентите, секогаш бе отворени за разговори, проследување на најновите знаења што се, така што сметам дека како студенти на овој факултет можеме да се равниме и со студентите на другите реномирани, да речеме, европски универзитети. Јас сум Матеј Костовски, студент на факултетот за електротехника и информацијски технологии, дипломец на Институтот по телекомуникации и информацијско инженерство. 4-годишното студирање на ФЕД представуваше еден пат воден од врвни експерти, професори и ментори. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам за целото водство, за широкиот диапазон на вештини и знаења со кои се стекнавме ние младите студенти. При тоа и сите дружби, сите соработки со колеги, сите предизвици и проблеми, сиот вложен труд, сите во некои моменти и сомнежи, кои резултираат во градењето на личноста што треба да биде младиот инженер. За сите оние кои сакаат да се стекнат со врвни знаења од областа технологијата, кои сакаат да учат, им го препорачувам ФЕИТ како еден од најдобрите факултети во Македонија. Јас сум Марија Бикова, студент на факултетот за електротехника и информацијски технологии на смерот компјутерско-системско инженерство, автоматика и роботика. Го избрав овој смер бидејќи бев заинтересирана многу за роботика. Најпрво не знаев што значи автоматика, но малку повеќе истражував и видов дека автоматика и роботика заедно се нешто футуристичко што би ми возможило еден ден да ги исполнам своите соништа. И тоа што го стекнав најпрво во средно образование, да можам да го надградам и на факултета, а и денес како дипломирана да го применам во реалноста. Јас сум Катерина Билбиловска, магистер по електротехника и информацијски технологии. Најпрви дипломирав на факултетот за електротехника и информацијски технологии на насоката електроенергетски системи, а потоа моето образование го продолжив исто така на истата насока електроенергетски системи и се здобив со титулата магистер по електротехника. Образованието овие, да кажам, 5 години на ФЕИТ ми овозможија да се стекнам најпрво со хоризонтално запознавање во сите насоки на електротехниката и на информацијските технологии, посебно во енергетиката, додека падна магистерските студии успеав да се устремам, да се насочам кон она што повеќе ме исполнува, што сметав дека најмногу се пронајдов во текот на дипломските студии. Со стекнатото знаење во текот на студирањето на ФЕИТ успеав соодветно да се вклучам на пазарот на трудот и на вистина сето она собрано знаење ми овозможи да го постигнам она што го замислував. За патот на студирањето говори и деканот на ФЕИТ, професор Ташковски. Ја научите најважната лекција во животот. Дека секој предизвик е може да се научи нешто ново, да се созрее и да се промени. Ситуацијата во која се најдовме последните 2 години верувам дека ме направи посилни, приспособлени и ја заедне вашата самодоверба. Веќе имате значајно искуство, но денес имате и вашата диплома. Образованието кај стекнате на ФЕИТ ќе ви ги отвори вратите и ќе послужи како основа за вашата идеја. Неговите пораки се во насока на посветеност, нови знаења, следење на своите соништа и секако светот е на младите. За значењето на дипломите. Дипломата е како на еден начин признание на сиот онај труд кој што бил вложен во изминатиот период, да кажеме 4 годишно или 5 годишно студирање. Како признание на сето она стекнато знаење во текот на тој период. Дипломите кај нас имаат, јас сметам дека имаат големо значење, доколку значење најпрвин за самата индивидуа, да знае дека самиот има постигната некој успех, па и значење што би било признаено негде и во странство. Така да сметам дека имаат значење. За мене дипломирање, дипломата, значи отворање на нови врати, можност за соработка и работа со големи научници на секаде во светот
и се надевам дека еден ден ќе станам можеби големо име во овие научни инженерски кругови. Алумни асоциацијата при ФЕИТ ја представува магистер Тони Манџуковски. ФЕИТ Алумни е асоциација на завршени електроинженери и на пријатели на електрофакултетот. Идејата ни е да нашите завршени колеги останат во контакт со факултетот, да имаме размена на мислења, меѓусебно запознавање, меѓусебно дружење, соработка која што понатаму допринесува во развојот на секој во својата област. Постои од 2009 како асоциација, броиме преку 3000 членови и последните 2,5 години се дружиме секој последен четврток во месецот. На тие дружби, како што веќе кажав, ги разменуваме нашите искуства, имаме некои планови за соработка со алумни здруженијата во државата и во регионот пошироко и едноставно е една работа која што треба според мене да има секој факултет, бидејќи така сме посилни, така заедно поубаво просперираме во животот и општеството. Доделувањето на дипломите секако се убави и среќни настани. Со гордост токму за ова говори и ректорот на УКИМ, професор доктор Никола Јанкуловски. Среќен сум затоа што салата во која се наоѓаме е полна со насмејани лица. Среќни лица, емотивни моменти, задоволство завршен циклусот во образованието. Се чувствуваат емоции кои пренесуваат задоволство од успешното дипломирање. Но исто така, чувствувам и блага доза неизвестност каде во дипломирањето. Знам, вашите желби се најразлични. Дел ќе продолжите со надградба на знаењето во високото образование, дел ќе се интегрирате во многу познати компании, дел ќе се посветите на други животни активности. Но верувате, што и да одлучите, како веќе дипломирани инженери, потребно е да размислувате за тоа како да дадете позитивен придонес во развој на нашето општество, да го лесните животот на луѓето околу вас, да понудите решенија кои ќе го поедностават животот во овој тежок период. Веќе ги земавте вашите дипломи. Тоа не е само парче хартија, напишано со стилизирани букви. Тоа представува најмалку 4 годишен збир на спомења, на непростиени ноќи, на нервозни чекања, на среќно положени испити, на многу учење, труд, енергија и задоволство од успехот што го славиме вечер. Затоа, бидете горди што сте носител на таа диплома, која ве внесува во светот на високо образованите граѓани на човештвото. Горди до степен на одговорност кон самите себе, да изградите уште поубава иднина за вас како личност. Горди до степен на одговорност кон вашите родители, да бидете успешен представник на фамилијата. Горди до степен на одговорност кон средината во која созревате, за да ви помогнете полесно да екзистира во лабиринтот на инженерството. Времето во кое живееме се повеќе ви покажува значењето и важноста на инженерството. За крај нашата порака поврзана со итните планови на младите. Моментално сум на постдипломските студии на мојот матичен институт при факултетот, а во иднина се гледам како еден од младите инженери кои го обликуваат нашиот регион од аспектот на телекомуникациите и комуникацијските технологии. Моите планови за воиднина се би сакала да продолжам на трети циклус на студии и да дадам значителен придонес во науката, особено во енергетиката. Моментално студирам на постдипломски студии, на магистерски, исто така на Факултетот за електротехника и информацијски технологии. Понатаму би сакали да земам докторат, но за сега во блиска иднина тоа е планот. Имам желба да останам на факултетот и еден ден да станам и професор на факултетот. Моментално сум запишан и на втор циклус студии, каде што моментално треба да ја бранам и магистерската теза, па се надевам дека ќе продолжам и во таа насока во иднината и дека ќе го постигнам онај успех што го имаат постигнато професорите и дека ќе го оправдам и ќе оправдам нивната доверба, но и изборот на факултетот доколку така се продолжи. Не би сакал да ги набројувам сите настани поврзани со промоција и развој на инженерството, затоа што сакам да потенцирам дека оваа професија заслужено го добива своето внимание од сите фактори во нашето општество, во регионот, но и во светот.
Токму тука се и најголемите предизвици на нашето општество. Тема поврзана со светот во смисла на заминување и трајно исцелување на нашите умови. Во оваа насока апелирам да останете тука и да го вложите своето знаење и труд во развојот на Македонија. Токму онака како што државата вложила и вложила во вас. И доколку некој од вас одлучи да замине на доедукација или работа во светот, тоа е отлична шанса да ги проширите вашите персонални хоризонти и да ги зголемите вашите контакти со колегите од светот, да го зголемите вашето знаење и да ги подобрите вашите стручни компетенции. Но ништо не ве спречува по ова научно патешествие да се вратите во Македонија и да го дадете оно што земјата го заслужува. Затоа што сите веруваме се надеваме на подобро утре, во кое вие, како поединец, но и сите заедно, како женевска тела, ќе дадете сериозен придонес. Затоа што ние како професори веруваме во вас. Затоа вашите професори вложуваат во вас и во вашето знаење. Вашите асистенти ги објаснуваат сите практични задачи. Вашите семејства правеле се вие да го завршите овој процес на едукација. Сега е ваш ред да го оправдате оно што е вложено во вас. Да бидете инженерски столб на кој се гради цврстата куќа, наречена Македонија. Во иднина засега се гледам тука, својата кариера да градам во Македонија, во некои од електроенергетските компании, применувајќи ги, односно работејќи на теми кои што би ги имплементирале електричните возила не само за патен транспорт, туку поврзани со електроенергетска мрежа, кои што како уреди би можеле да ја враќаат енергијата во мрежата и на таков начин да може да се во оние часови кога има најголемо оптоварување да се придонесе и да се помогне секако на оние компании кои што работат на производството и преносот на електричната енергија. Тие се нашата најголема инвестиција, вложуваме по нивната иднина.